Кире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистерка. 100% живот. Иако загубивме со 8 разлика, мислам дека квалитетот играта не беше за токав број на голема разлика. Меѓутоа, не знаевме да ги искористиме оние шанси кои ги имавме, не знаевме да застанеме на топка, спортски кажано, и да ги држиме во една неизвестна завршница, каде што тие додадоа газ на крајот и заврши како што заврши на прва. Чешка веројатно репрезентација која што многу добро ја познавате, бидејќи голем дел од нивните ракометари играат во Бундеслигата. Веројатно и за нив е голем шок поразот во Австрија и пред се начинот на кој што се дојде до тој пораз со континуирано водство на австриците од првата до последната минута. Збор два за нашиот нареден противник. Чешка е доста квалитетна репрезентација, без разлика со вчера загуби од Австрија со 10 гола разлика. Ти имаат еден од најдобрите играчи на светот, Филип Иха, имаат доста квалитетни играчи кои што настапуваат во Бундеслигата, кои што самото играње таму значи една поголема цврстина, поголема рутина и играње на тешки надпревари вакви скоро секој викенд. Така да сигурно ќе не очекува уште потежок надпревар од оној што го одигравме вчера, и според мене утрешниот надпревар ќе биде нашиот најтежок надпревар на оваа